Повеќе пари за општините ќе има, но и тие мора да работат повеќе. Министерството за локална самоуправа очекува и од 50% зголемување на понудените проекти за рамномерен регионален развој. Со значително зголемување на средствата за 2019 година се очекува и зголемување на бројот на проекти за околу 50%. Или пак можеби планските региони ќе се определат за помалку проекти со поголема вредност и поголемо влијание на развојните потенцијали на планските региони. За нас е важно проектите што се предлагат да произлегуваат од реалните потреби на граѓаните, да решават проблеми и да создават услови за развој и на регионот и на општините. Очекувањата на Министерството се резултат на зголемување на сумата која државата наредната година ќе им ја даде на регионите за реализација на проекти. Буџетот за 2019 за регионален развој се планирани 512 милиони денари. Во буџетот за 2018 година средствата беа зголемени скоро дупло, а за 2019 година се предлага зголемување за 50% или од 4,5 на 7 милиони евро. Споредено со 2017 година имаме зголемување на средствата за рамномерен регионален развој за 100%. Од оваа сума, Источниот регион ќе добие околу 27 милиони, а проектите кои ќе ги понуди на финансирање беа избрани вчера на седница на Советот на градоначалници. Пари ќе се бараат за изградба на пешачка патека на Брегалница во Берово, втора фаза од етнопаркот во Зрновци, фекална канализација во село Соколарци и изградба на регионален туристички научен музеј за ретки минерали во Пробишти. Пошто поголем број на жители има тоа село и сакаме да ја обезбедиме канализација фекална на населението. Значи долги години назад како приоритет во решавањето на дел од проблемот кон младата среда, така да се надам дека со него ќе подобриме квалитетот на живот во Берово и ќе го решиме долгогодишниот проблем со светлувањето и партарното уредување делот ќе ја нарека Брегалница во Берово. Годинава со пари од државата се финансирани вкупно 98 проекти, од кои 11 беа во Источниот регион, со вкупна вредност од 34 милиони денари.